Поздрав до сите вас, драги пријатели, драги посетители, што сте упорни во вашето доаѓање и тоа е убаво. Бидејќи пред нас е интересна тема вечерва, број 11, тема која ќе не открие една тајна, бидејќи ние се наоѓаме во ова серија на тајните на пророштвата и секој петок отвараме по една тајна. И вечерва ќе ја добиете ова брошурка што ќе ви помогне да се подсетите на она што вечера ќе го зборувам, бидејќи како луѓе сме склони да забораваме, но затоа ова брошура ќе не подсети на она што вечера ќе го читаме, ќе го гледаме, заеднички ќе размислуваме. Само се подсетиме дека минатиот петок зборувавме за она што било во изгубениот ковчег. И верувам дека се сеќаваме дека тие работи, тие елементи се многу важни. И секој елемент имало своја сврха, своја цел, зошто биле воспоставени тие елементи во тој ковчег. Меѓутоа нас не интересираше она што е многу важно за нас христијаните, а тоа се 10 Божји заповеди кои биле во централното место на самиот ковчег. Тој ковчег е изгубен, односно сокриен, но ќе се пронајде. Верувајте дека ќе се пронајде. Тоа ќе го слушнеме на големо. Ќе објават сите светски медиуми кога тој ковчег ќе се пронајде, бидејќи внатре ќе се пронајдат оригиналните 10 Божји заповеди. Вечера пред нас, како што слушнаме во самата најава, е еден нов предизвик, одмор за душата. Дали се умараме ние како луѓе? Физички секако. Денешниот живот е живот каде што многу работи и обврски имаме и сакаме за едно деноноќе да завршиме како за цела седмица. И затоа сето тоа кај нас како луѓе предизвикува стрес. Мислам дека ниеден човек не може да го избегне стресот. Некој повеќе го има, некој можеби помалку. Кога го гледаме овој наш свет, како да нема крај, едноставно активности, а ние како луѓе стануваме несигурни. Понекогаш сме исполнети со чувство на неизвестност и на незадоволство. Не боли глава, не боли душата, духот, телото. Како луѓе сите сме едноставно под стрес. Има ли лек? Има ли начин, средство кое тоа може да ни го излечи или да ни помогне? Често пати луѓето одат кај лекарите и ти им дават таблетки, апчиња за можеби моментално смирување. Меѓутоа и понатаму ние сме под некој стрес. Поготово кога ќе изгубиме работата или кога сме во некоја финансиска дупка, тогаш се јавува кај нас финансиска несигурност. Ние се зголемува нашата нервоза, недоразбирање во самото семејство, семејни долгови и така натаму. Трошоците се зголемуваат, немаме средства, стресот е неизбежен. Во едно глобално истражување, една фирма по име Грант Торнтон направиле една анкета и тие велат дека нивото на стрес во последно време се зголемило за 50%. Замислите, стресот кај луѓето се зголемил 50% повеќе. Знаете кои земји во светот се најголемо подрачје на стрес? Според ова анкета вели дека утврдено е во Југоисточна Азија земјите како што се Австралија 48%, Нов Зеланд 46%, Соединетите Американски држави 45% забележале зголемување на стресот поврзан со работата. Веројатно сте били на Запад. И овде е стресно подрачје, меѓутоа ако одите на Запад, тамо се работи ден и ноќ. Тамо нема забушавање. Едноставно и газдите, а и сите фирми кои постојат се бара работа. Гледате, Австралија води 48%, Нови Зеланд 46%, Соединетите Американски држави 45%. И знаете кога ќе помине седмицата или кога ќе помине денот, луѓето што велат, она позната изрека, бев премногу зафатен и затоа не се јавив и затоа не можев да дојдам. Значи таа изјава или изрека бев премногу зафатен денеска станува како изговор на многу луѓе и можеби се во право. Луѓето немаат време бидејќи се премногу зафатени. А што да кажеме за жените кои работат прва смена, кога се враќаат дома, која смена почнат да работат? Втора, трета. Значи, замислите жените кога се оптеретени, одат преку ден на работа, а потоа дома исто така имат обврски. И затоа
почитувани, ние понекогаш немаме квалитетно време да седнеме со семејството, со жената, со децата, со пријателите, со домашните, да разговараме и да се видиме. Еве една друга анкета, истражување, покажува дека секој просечен татко, слушнете добро, во Америка, колку време посветува за своите деца. Според ова истражување, еден татко во Америка поминува само 38 секунди секој ден во квалитетен однос со своите деца. Овој збор квалитетен ќе го повторувам повеќе пати вечера, зашто подоста ќе видиме каков е нашиот квалитетен однос со Бога. Кога велам квалитетен, се мисли посебно време издвоено, да седнеш со детето, со децата, да разговараш, да се играш, да пееш, да шеташ во парк, да му покажуваш можеби домашна задача, се мисли во тој сегмент квалитетно време. Гледате овде, според ова анкета, татко во Америка на детето посветува не 3 часа, не 3 минути, туку 38 секунди квалитетен однос со своите деца. И затоа, почитувани, како да доаѓаме до точка на пукање или на вриење, кога немаме време. И знаете, како разговарат родителите денеска со децата? Со ливчиња, со не лепенките на фрижидер. Сине, имаш јадење во фрижидерот. Детето ќе дојде и тој ќе залепи. Мамо, јадев, отидов на музичко, отидов на англиски. Гледате како е животот, едно брзо темпо. Иако денеска може би комуницират и преку мобилен децата со родителите, но сепак друго е кога ќе се седне дома, ќе се разговара, ќе се помоли таткото пред јадење, ќе му благодари на Бога, ќе го праша синот или детето како помина во училиште, меѓутоа се нема време. Навечер обврски, спиење, наутро повторно станување и така секојдневно ние сме како луѓе под стрес. Еве еден човек кога размислува за тоа како да се намали стресот кај луѓето, понудил некои решенија. Може би се смешни, но може би држат до некаде. Еве тој што предвидува, односно што кажува, да се намали стресот. Вели, ако си под стрес, оди во шума, сади дрвчиња. Копај дупки и засадувај дрвја. Оди, вели, храни птици во природа. Играј народни игри. Да се бањеш во када со воздушни меурчиња. Избегнувај тесна облека. Тоа се некои предлози како да се избегне стрес. Меѓутоа вечерва ние сме тука почитувани да го прашаме Бога што тој ќе ни каже врз основа на Библијата, на тие мудри изреки, како денеска да го намалиме стресот кој не притиска сите нас и понекогаш доаѓаме, како што рековме, до точка до вриење. Библијата, ќе видите вечерва, ни нуди еден многу практичен начин. Не мора да одиме во планина, не мора да копаме дупки, да садиме дрвја, не мора да садиме да храниме птици, и тоа е добро, меѓутоа Бог вечерва ќе ни понуди едно многу лесно решение, но многу ефикасно. Јас тоа сум го искусил и многу од нас. И затоа секој од нас ќе има предност вечерва тоа да го слушне и да заеднички откриеме ова тајна. Одиме вечерва понатамо. Понекогаш почитувани се чини дека светот ни се качил на грбот или на атласот. Гледате ова слика, тоа ни го покажува. Толку сме обременити, толку сме притиснати и едноставно нема каде да заминеме. Значи, оптоварени сме с умор од тешки работи, од товарот на собствените грижи и така натаму. Синдромот со атласот, како што спомнавме. Дали Бог, сега се прашуваме, има некое решение за современите проблеми со стресот? Има ли Бог решение? Или тој Бог одишол на годишен одмор и нема време за нас? Има ли Бог решение? Дали Библијата нуди некој практичен план за да ни помогне да се одмориме во овој свет без мир и одмор? Понатаму друго прашање. Што Исус рекол за они кои се оптеретени со уморот од тешките работи или од тешката работа или теретот од личните грижи? Има ли Бог решение? Дали Исус ни нуди нешто? Ајде вечерва да го читаме првиот многу силен текст кој е запишан во Евангелието според Матеј 11:28, кој вели: дојдете кај мене, кој да дојде? Сите. Гледате, почитувани, Исус не повикува сите да дојдеме кај Него. Оние што се уморни и натоварени, јас ќе ве одморам. Може би вечерва не си уморен, не си натоварен, но немој долго да чекаш. Животот е пред нас. Ќе дојде некој терет кој ќе го притисне
Ќе притисне твоята душа, твоето тело. Исус вели, дојдете кај мене, сите, без разлика од каде си, кој си, кое презиме име носиш, титула, нација, народност, за Бога нема врска. Бог ги повикува сите, оние кои ќе почувствува дека им е потребен мир. Да не одиме кај некои кои нудат лажен мир, кои ќе ги земат парите, а ништо нема да ти дадат. Исус вели, дојдете кај мене, сите кои сте уморни и натоварени, јас ќе ви дадам одмор. Доколку сакаме, почитувани, одмор за душата, за телото и умот, Исус не повикува да дојдеме. Исус сака да дојдеме кај Него и да тој да помене со нас едно квалитетно време, содржајно време, со тебе и со мене. Време што е надвор од лудата трка за живот. Во целата Библија, Божиот народ секогаш одвојувал квалитетно време за одмор. Ако читате од првата книга Мојсеева, втората глава, таму ќе го најдете Адам и Ева, кои веднаш после отварање на нивните очи, така да се изразам, кога Бог ги создал, имале време за одмор. Квалитетно време за одмор со својот Создател. И затоа овде вели, секогаш Божиот народ одвојувал квалитетно време за одмор. Тоа време подразбира цел еден ден во седмицата, посветен на богослужение и одмор. Во друштво со својот Бог Создател, во текот на денот на одморот, луѓето се освежуваат и подмладуваат, физички, ментално и духовно. Затоа ние спиеме. Имаше денеска на радиодна емисија колку време е потребно да спиеме. Додека спиеме, се обновуваат нашите клетки и мождани и останатите. Значи, ако човек кој не спие и пократко ќе живее, тоа е докажано. Но, ако ние имаме еден ден во седмицата, кај што и физички и умствено ќе се одмараме, ментално, духовно, физички ќе закрепнеме, ќе бидеме джинови духовни во својот живот. Зошто? Затоа што во тој ден ние сме примеле посебни Божи благослови. Затоа малце подосна ќе кажеме. И сега, од каде дошла таа идеја, од каде дошла таа мисла да се нарече тој ден ден на одмор? Еве, одиме во првите страници на Библијата. Значи, читаме од Библијата, ако имате дома, проверете прва книга Мојсеева, 2 глава, 2 стих, а ова ќе го имате и овде во самиот лист што ќе го добиете. Таму пишува: и ги заврши Бог до 7-миот ден делата своји што ги направи. И гледате што пишува овде? Одмори во 7-миот ден од делата своји што ги направи. Бог создава со збор. Бог не се уморил физички, но сакал да му покаже на Адам и на Ева дека секој 6-ти ден, односно 7-ми ден во седмицата, ќе поменат 6 дена, 7-миот ден ќе биде ден за одмор. Ден каде што посебно, на еден посебен начин човекот ќе се сеќава за Бога, Создателот. Ден од 24 часа, посветен на Господ, односно на нас, луѓето, бидејќи во тој ден и ние се одмараме. Гледате, денот на одморот потекнува од првите седмици кога земјата била создадена. Значи, од првите моменти, кога човекот бил поставен во Едемската градина, Бог му понудил, Бог му подарил ден на празнување, ден каде што посебно ќе се среќава со својот Спасител. И наистина, овој збор одмори или одмор потекнува од еврејскиот збор шабат. Шабат, што значи одмор во наш превод на нашиот јазик. На други места, значи, место одмор, во други Библии пишува шабат. Значи, Бог создавал 6 дена, а во 7-миот што ги направили се одмори. Значи, овде во другите преводи пишува шабат. Еве, мал календар, вели, а 7-миот ден е одмор на твојот Господ Бог. А 7-миот ден е шабат. Шабат. Во наш превод, во нашата Библија, тој збор е преведен како одмор. И навистина, во тој ден Бог се одморил. Почитувани, овој збор, шабат, знаете кога бил изговорен? Пред 2000 години да се појави првиот евреин. Зашто многу луѓе шабат го поврзуваат со евреите или денот на одмор, сабота, во наш превод, вели таа е за евреите. Не е точно. Ова зборови, ова реченица, овој текст е кажан 2000 години пред да се појави првиот евреин. А кој бил првиот евреин? Аврам. Аврам бил првиот евреин кој бил повикан од
Ур Халдејски, градот да излезе со сета своја роднина и со своето семејство. Меѓутоа, Аврам не постоел. Постоел шабат, постоел одмор. Тој е Божи ден. Да, подоцна евреите го прифатили како ден за празнување, за светкување. Меѓутоа, може да кажеме дека 2500 години поминало од 10 заповеди што Бог на Синај ги напишал со својот прст. Значи, 2500 години пред да се појават 10 заповеди во пишан облик, Адам знаел за шабат. Адам и Ева знаеле за сабота. Знаеле за ден од одмор. Или 4000 години пред да се роди Исус Христос во тело на ова земја, шабат постоел. И затоа, почитувани, овој шабат е толку важен за нас како христијани, како луѓе, што Бог го нарекол одмор на кого? На твојот Бог. Значи, и Бог се одмара во шабат. Меѓутоа, бидејќи ние сме Негови деца, Бог ни подарил шабат. Бог ни дал ден на одмор. Како што родителот во својата најголема љубов му подарува оно што го има на своите деца. Бог ни подарил шабат, ни подарил одмор. Во суштина, сам Бог го светкувал тој прв шабат. Во суштина, Библијата кажува дека шабатот е толку важен што е наречен одмор на твојот Бог. И затоа, почитувани, шабатот е важен за нас денеска. Еве ги тие бројки што ги спомнав, 2000 години пред создавањето на еврејскиот народ, пред Синај и 4000 години пред Христовото раѓање во тело нова планета. Што направил Бог со седмиот ден, шабатот? Што направил за да го одвои од останатите 6 работни денови? И го благослови. Гледате, недела, понеделник, сите денови се исти. Да бидеме начисто на почетокот. Ден како ден од 24 часа. Деновите се исти. Меѓутоа, ќе видиме сега зошто седмиот ден шабат е поразличит. Еве го одговорот, еве го текстот. И го благослови Бог седмиот ден и го посвети, бидејќи во тој ден се одмори од сите дела своји што ги направи. Интересно, Бог го благословил седмиот ден. Зошто? За да биде среќен тој ден, односно тие што ќе го држат тој ден, што ќе го почитуваат, ќе бидат благословени и среќни. Шабатот, почитувани, не е некој ден од досада или од некој ограничување. Не смеш ова, не смеш ова, не. Шабатот треба да биде радост, спокојство, мир, веселба, дружба, посетување на молитвен дом, посетување на болни, па и на здрави, не само на болни, излегување во природа, посетување на своји роднини и пријатели. Тоа е суштината на шабатот. Тоа е суштината на седмиот ден. Бог го благословил да биде најубав ден во седмицата. Интересно, овде вели дека Бог го прогласил дека е свет, дека е нешто посебен од останатите денови. Интересно, кога нешто Бог ќе благослови, почитувани, тоа е благословено. Кога нешто Бог ќе одвои и ќе го посвети, навистина тоа е благословено и свето. Не било кој ден. Некој ќе каже, може би вече, па добро, томе јас ќе го славам првиот ден. Да, можеш првиот ден го славиш. Муслиманите го слават кој ден? Петок. Тоа е 6-ти ден според Библијата. Меѓутоа, тоа не е благословен ден. Јас сум роден на 25 април. Јас може да кажам, другари, дојдете утре и го прослави мојот роден ден. Дали може да дојдете? Можете, така? Ама не е тоа. Јас сум на 25 април роден. Така да, роден денот на оваа наша планета е сабота. Бог рекол, одморете се, застанете. Тој ден е благословен, тој ден е посветен. И затоа, почитувани, Бог не благослови прв ден, трет ден или некој друг ден. Туку оно што Бог го направил е во седмиот ден. И поради тоа, многу е важно дали јас својот однос кон Бога преку шабат му изразувам почит или не. Кога ние го држиме шабат, ние почитуваме Библијата, на тој начин го признаваме Бога за Создател. Ако го држиме првиот ден, петиот или некој друг, ние всушност покажуваме непослушност кон Бога. Еве одиме понатаму. Шабатот не е некој досаден ден со ограничување. Значи, тој е ден благословен, најдобар ден во седмицата. Сеќавајте се, Бог знаел, почитуваме, дека човекот ќе дојде во ситуација која ќе заборави.
Притиснат од стресови. Рековме на почетокот, стресот е доминантен денеска. И затоа Бог вели, помни го, друг превод вели, сеќавај се за денот или на денот од одмор да го светкуваш. Подсетувај ги твоите деца, следната генерација, наредната, и така постојано до Христовото доаѓање. Ние треба да се сеќаваме за денот кој Господ го посветил и одвоил. Трагичен е фактот дека, знаете која е најзапоставена заповед? А тоа е 4-та заповед. Шабатот, на жалост, денеска е оставен од многу луѓе. Во едно британско истражување, над 1000 луѓе одговориле на прашањето. Разни прашања имало и ги прашале која е 4-та заповед. Знаете што одговориле? Само 4% од тие кои ги испрашале воопшто знаеле нешто за саботата, за шабат. Само 4%. А другите 96% не мареле, не се грижеле или воопшто не знаеле. Бог, почитувани, затоа и вечера нам ни вели, помни го, сеќавај се за шабат. Тој е Божи ден. Што представува денот на одморот во Библијата? Дали има некоја логика? Зошто тој ден е важен кога Бог не се умара, кога Бог постојано создал, кога Бог оно што ги го создаде и го одржува секојдневно? Што вели Библијата? Саботите своим ги дадов да им бидат знак помеѓу мене и нив, за да знаат дека јас сум Господ кој ги посетувам. Гледате, почитувани, зошто овој шабат е важен за нас денеска? Символичко значење на саботата е многу големо. Тоа е знак на откупителот дека нас не признава, дека нас не препознава, дека сме негови чеда, дека сме негови следбеници. Ако го празнуваме шабатот, тогаш овие точки ќе ги спроведуваме. Значи, светкувајќи го шабатот, ние објавуваме дека, број 1, веруваме во Бога како Создател и дека се ослонуваме или подпираме на Него. Тоа е многу важен факт. Значи, кога ние ќе го држиме шабатот или ќе го славиме шабатот во нашиот живот, ние тогаш покажуваме верба во Бога дека е тој Создател и дека се ние подпираме на Него како наш небесен татко. Ние на тој начин го обожаваме. Второ, одиме на следново. Веруваме во спасението преку Христа, а не по пат на дела. Значи, кога ние го држиме шабатот, ние покажуваме дека спасението е бесплатно 100% од Бога преку Христа, но ние треба тоа да го прифатиме за да бидеме спасени. Ако ние држиме друг шабат, лажен шабат, ние всушност не го признаваме Христа за спасител и покушаваме на тој начин самите да се спасиме со своите дела. А знаете нашите дела какви се? Каква е нашата облика, вели Библијата? Каква е? Валкана, зашто ние сме родени во грев. Ние покушаваме на тој начин да се спасиме со своите собствени дела, ако не го држиме шабатот. Понатаму, имаме жив однос со Бога. Значи, шабатот, почитувани, ни дава прилика да се посветуваме од сабота на сабота. Вели во Библијата текстот, од сабота на сабота, Божиот народ овде ќе го слави Господа. И најпосле, оној шабат на небото, кај што сите луѓе од сите генерации ќе бидат собрани. Замислите, таму ќе биде Адам, и Ева, и Аврам, Јосиф, ајде не ги набројам сите херои во Библијата, и илјадници, милиони што не ги знаеме. Но таму верувам ќе се видиме и ние. Но да се видиме таму, мора да поминеме преку шабат. Зашто рековме, шабатот е чекор преку кој ние Христа го признаваме за наш спасител, дека тој не спасува целосно. Понатаму стануваме одани и верни на Бога. Значи, Бог издвоил почитувани еден посебен ден во седмицата. 6 дена работи, вели 4-та заповед. Имате надвор трактат, може да си го земете, кај што се објасните 10 Божи заповеди. Таму пишува 6 дена работи, а 7-миот е сабота, ден посветен на Господа. Едноставно, додека ние поминуваме тоа квалитетно време со Бога, квалитетно време, 24 часа, ние сме тогаш посветени на Бога. Тоа е квалитетно време со Исуса поминато. Имајќи доверба во Неговата создавачка сила, ние се менуваме, нашиот живот се менува нашиот речник, нашите зборови, ако биле валкани или нешто сме наследиле од нашите родители, а не според Библијата, Бог преку Духот Свети ни помага тоа да го очистиме, односно да
зборуваме онака како што Бог сака. Дали шаботот бил наменет само за евреите? Доаѓаме до тоа многу силно прашање што некои го постуват наши комши, пријатели или да, шаботот бил наменет за евреите. Ајде да видиме што пишува овде. Читајте заедно со мене. А тој им рече, саботата е направена заради кого? Што пишува овде? Дали пишува? Не. Саботата е направена или дадена на човекот, а не е човекот заради саботата. Почитувани, саботата не е еврејска, таа е народна, на сите луѓе. Зошто Адам дали бил евреин? Бил македонец или грк? Тој бил Божи син, така пише. Ако читате овде во Лука, на крајот од долното родословие вели, а синот Адамов, син Божи. Така пишува. Адам бил син Божи. А во Јован, 1 глава, тамо вели дека сите кои ќе поверуваат во Господа се нарекуваат синови и ќерки Божи. Така да, ние сме сите синови и ќерки Божи. Саботата е посветена за секого. И тој пристапи кај Пилате и го побара телото Исусово. И денот беше петок и саботата настапуваше. Овој текст го ставив со цел да ни помогне, зашто многу луѓе велат многу. Некои луѓе велат дека во текот на времето можеби се изгубила саботата во таа седмица, во историјата. Значи денеска не е петок, може е среда. Разни календари имало и така натаму. Меѓутоа, ова треба да ни помогне, почитувани, ова лента со овие календари. Гледате, Исус бил раснат во кој ден, според Библијата? Во петок. Во четврток бил фатен, носен на сослушување и во петок, некаде околу 9 часот предпладне, тој бил раснат на Голготскиот крст. Библијата вели денот беше петок. Првите денови не ни се посочени со име. Бидејќи во Библијата во првите глави вели и првиот ден Бог создаде ова, вториот, третиот и така натаму, а во седмиот одмори. И сега можеби кај некого создава забона кој тој седми ден. Меѓутоа, ајде да видиме дали во текот на историјата дошло до промена на деновите или останале исти од Адама до овој наш ден денешен. Библијата вели дека Исус бил во гробот цел ден. И во недела наутро пишува во Библијата, значи текст кој вели дека Исус во сабота беше во гробот, а тој ден беше петок. Еве го читаме овде, значи Исус бил раснат во петок и саботата настапуваше. Кога настапува нов ден, почитувани според Библијата? Со зајди сонце. Значи, ова време што ние го имаме од 12 ноќеска е банкарско време. Модерен стил на пресметување на деновите, односно на времето. Инаку во текот на создавањето на земјава. Библијата вели и беше ден прв, втор и така натаму. Беше утро и беше вечер, ден прв и втор и така Бог создал. Значи, денот завршува со заоѓање на сонцето. Почнува нов ден со заоѓање на сонцето. Со изгревање на сонцето во смисло како ден во светлина. Меѓутоа, од заоѓање на сонцето од вечер до вечер се смета еден ден. Значи сега времето вечерва сонцето зајде во 4:40 минути. Може да го проверите тоа на било која во весниците го објавуваат. Значи завршува петок и почнува нов ден наречен сабота. Значи денот се состои од ноќ и ден. Дено-ноќ е од 24 часа. Така да според Библијата денот пред шабатот се нарекува подготовка во некои други преводи. Значи ден на подготовка уочи саботниот ден. Првиот ден во седмицата се нарекува недела. Не е сабота. Сабота е седмиот ден според Светото писмо. И се вратија, вели, гледате сега што пише овде, се вратија и подготвија мириси и миро, а во саботата останаа во мир според законот. Кој закон? 10 Божи заповеди. Бидејќи четвртата заповед вели 6 дена работе, тоа го знаеле луѓето во тоа време и не оделе на гробишта во сабота. Мирувале, оделе во синагога, оделе во црква, оделе во храм, се дружиле со луѓето, го славеле Господа, оделе во природа се шетале. И затоа Библијата токму тоа го нагласува. Гледайте сега што пишува. А во првиот ден на неделата или на седмицата дојдоа многу рано. Овде Марија, едната и другата дошле да го посетат гробот. Донесоа мириси што ги подготвија и некои други жени со нив.
Почитувани, кој ден во седмицата е седмиот ден. Не мора да лутане. Овие денови се луѓе кога таму излегува на площад, вели, не, дечко, саботата е шести ден, недела е седми ден. Ајде да броим. И тој почна да брои од понеделник. И доаѓа до недела како седми ден. Меѓутоа, велам, ајде да ја земеме Библијата. Значи, и многу други енциклопедии кои тоа го потврдуваат дека или настани кои се случиле. Токму овај настан, почитувани, за Исусовото распнување, Исусовото воскресение. Лука не бил очевидец. Меѓутоа може да читаме и во Матеј, и во Јован, и во другите евангелии, но тој испитал подробно и вели во првиот ден на седмицата или на неделата, дојдоа многу рано на гробот и донесоа мириси што подготвија и некои други жени. Очигледно, според Библијата, седмиот ден во седмицата е токму саботата. Интересно, Евангелието според Лука, знаете кога е напишено? 30 години после Христа. Значи, 30 години, ако имало некоја промена, Лука тоа би го забележал. Рековме, Лука не бил Исусов ученик директен, но тој испитал, истражувал од очевици и го вметнал тоа во своето Евангелие. Значи, 30 години после Христа, односно после Воскресението, ако во меѓувреме дошло до некоја промена, сигурно Лука бил педантен, тој бил медицинско лице, лекар. Значи, тој би го тоа забележал во своите извештаи, зашто напишал две важни книги. Евангелие според Лука и книгата Дела на апостолите. Во над 150 јазици, почитувани, во светот седмиот ден е потврден како шабат. Еве, ќе одиме секој Великден, ја славиме Исусовата смрт и воскресение. Исус умрел на Велики петок, како што во народот тоа постои, воскреснал во големата недела, според тоа саботата е ден кога тој се одмарал во гробот. Ако е петок, недела е тука, во средината кој ден тогаш доаѓа? Сабота како седми ден. Еве тоа што го спомнав, значи после воскресението 30 години поминало и Лука сигурно би направил некоја промена ако дошло. Во 150 јазици во светот светиот седми ден е потврден како шабат. Еве, шпански сабадо, италијански сабадо, слично, руски субота, бугарски субота и така натаму. Според тоа, зборувајќи темелно, саботата е шабатот. Тоа е последниот ден во седмицата. Седми ден, ден во кој нашиот Господ се одморил после 6 дена создавање. Сите современи календари имаат саботата како последен ден во седмицата, неделата како прв ден во новата седмица. Еве уште неколку изјави, ова се значи цитати од посебни енциклопедии. Постои ли барем една заповед во Новиот Завет, каде што е воведена промената на седмичниот ден на одмор од сабота во недела? Овде пишува не постои. Еве, јас ви кажувам, односно давам изјава јавно овде пред сите вас. Ако некој најде изјава во Библијата, текст, дека е промената саботата во недела, дојдете ќе се частиме. Значи, ако најде текст во Библијата, кај што Бог дава изјава, дека сабота повеќе не е важен ден за светкување, туку тоа е првиот ден во седмицата, се мисли на неделата, дојдете, дајте ми го текстот и ќе разговараме. Меѓутоа, постоела и постои заповед за светкување на денот на одмор. Но шабатот не било недела. Изборувајќи со некој победоносен призвук дека шабатот беше преместен од седмиот на првиот ден во седмицата, каде може да се најде извештај за таква промена? Нема, почитување. Значи, може да барате од првата страница. Во Библијата постои 66 книги. Илјадници текстови, стихови. Меѓутоа, седнете дома, читајте, барете, листете Библијата и дали ќе пронајдете. И затоа, кој ден го празнувал Исус како ден за одмор? Одиме сега да го прашаме Исуса. Кога вечера би бил Исус овде, сигурно би му поставили многу прашања. Едно би било и тоа. Исусе, кој ден си празнувал кога си бил на оваа земја? Читаме во Лука 4:16, повторно овој Лука, кој дава многу интересни изјави. И за Исуса вели, дојде во Назарет, каде што беше пораснал, и влезе по својот обичај, во својот ден, во денот саботен, во синагогата и стана
да чита. Почитувани, овде гледаме дека Исус, кога престојал на оваа земја, според својот обичај, одел во саботниот ден, во синагога, во храм, каде што луѓето се собирале. И затоа Исус, после своето заминување, после своето распнување, дава изјава: молете се на Бога, да не биде вашето бегање во зима, ниту пак во сабота. Додека зборувал за разурнувањето на Ерусалим, Исус барал од своите следбеници да се молат на Бога, да не мора да бегаат од непријателите во саботниот ден. Тоа се случило, знаете, 70-та година, кога римската војска го нападнале Ерусалим, го срушиле храмот онака како што било предвидено од пророците. Но Исус вели: молете се на Бога да не биде тоа во сабота, зашто или зима. Знаете, во зимно време да бегаш од дома горе во планина не е ни малку пријатно. Но не е добро ни во сабота, вели, зашто ќе се поремети тој мир кој треба да го имате меѓу себе и со Бога. Но Исус заминал. Да видиме сега што правиле апостолите. Тие кои требале да го носат знамето на вистината на следните генерации. И вели овде текстот: ако го излегува од зборницата еврејска, го молијан незнабожците, овие зборови да им ги кажат и другата сабота. Значи, почитувани, Павле, Петар и останатите апостоли, како што кажува овде текстот, секоја сабота се собирале во храмот, во синагогите. Не во недела, нема да најдете никаде дека во друг ден се молеле, односно да го обожавале Бога на овој начин. Тие се собирали во другите денови, како ние што се собираме во среда, во петок или во некој друг ден, меѓутоа тоа било меѓу седмично собирање и славење на Бога. Но саботата, рековме, е нешто посебно, издвоено од оние 6 дена. А во другата сабота се собра, речиси, цел град да ги слушаат зборовите Божи. Саботата била ден за богослужение во првата христијанска црква. Ако ја одвратиш ногата своја од саботата, да не чиниш она што е на тебе драго, на мојот свети ден, тогаш ќе се веселиш во Господа и тој ќе те изведе на висините земски. Почитувани, ние мора да се навикнеме денес на оваа земја да го почитуваме шабат, за да може да навикнати, привикнати од овде, да продолжиме во новиот свет. Оној свет што Бог ќе ни го подари на сите, не само на мене, туку на секој од нас кој му се моли и верува. И затоа саботата е прекрасен ден, кога можеме да заборавиме на животниот стрес. Почнавме со стресот. Сите сме ние оптеретени, но замислете еден ден да се ослободите од сите сметки, од сите работни обврски, од сите телефонски јавувања. Во тој ден вие се чувствувате многу попријатно. Одете таму, се собирате со луѓе кои имат иста цел, исти планови, размислуваат за исто спасение, веруваат во истиот Бог. И затоа, зошто да не го прифатиме тој шабат, кога ни носи мир, ми носи мир во мојата душа, во моето семејство. Дух, душа и тело сме растеретени во тие 24 часа, зашто тој ден е посебен. Ти може да се одмараш и во среда, да, физички. Но оној благослов што лежи во седмиот ден, не можеш да го пронедеш во петиот или во првиот. Саботата, почитување, е вечна. Не е таа само дадена за еден народ. Бидејќи како што новата небеса и новата земја, што ќе ја направам јас, ќе стојат пред мене и од сабота до сабота, ќе доаѓат секое тело да се поклони пред мене, вели Господ. Гледате, почитување, на новата земја нема да се обожава првиот ден, вториот, петиот или шестиот. Туку сабота, шабат, секоја сабота, Божиот народ, од исток и запад, север и југ, ќе доаѓаат во Ерусалим, да се поклонат пред големиот Бог, зашто и на новата земја, ние како луѓе, секако ќе зависиме од големиот Бог. И затоа, клучни факти кои се однесуваат на саботата се следниве. Ако саботата ја светкуваме низ цела вечност, зошто да не ја започнеме вечноста со тоа што ќе почнеме сега да ја светкуваме, почитувани, на оваа земја? Што е тоа што ми смета мене, што ми пречи да имам чист однос со Бога? Рековме, ако го држиме лажниот шабат, тој однос не е со Бога вистински. Но ако ја држиме вистинската сабота, она што Бог ја благословил, тогаш ќе имаме благослов. Еве неколку работи да ги повториме.
Лично Бог ја светкувал саботата при создавањето. Саботата е потврдена на Синај со давање на 10 заповеди. Зошто Бог ги напишал заповедите, а не Мојсей? Дали Мојсей можел да ги напише? Бог да му ги издиктирал и тој да ги напише. Но ние како луѓе, како филозофи би рекли, чакај, Мојсей може нешто додал. Може нешто испуштил. Не. И тоа се напишани на камени плочи, што означава каменот вечност. Нешто што не се менува. Не е напишано на глинени плочки, што лесно може да се скршат, или на кожа, на папирус, како во тоа време што пишувале, туку на камени плочи. Божиот народ ја почитувал саботата. Исус ја воздигнувал саботата. Учениците ја потврдили саботата како христијански ден на одмор. Саботата ќе се светкува, почитувани и во вечноста. И затоа, еве прашање кој треба да не потикне како би требало да ја празнуваме саботата според Библијата. Ајде да видиме како Библијата не учи вечерва. Сеќавај се на денот на одморот. Некои од причините зошто саботата е така голем ден. Број 1. Цел ден без работа и без грижи. Значи, во тие 24 часа ние се целосно посветуваме на Бога. Квалитетно време со Исуса преко проучување Библијата. Разговор со Исуса во молитва. Ден на богослужение со пријателите од црква. Семен ден. Време кај што не 38 секунди, туку 24 часа ќе бидам со детето, со децата. Тоа е предноста. Кога ние ќе ја држиме саботата или ќе го почитуваме шабатот. Значи, ќе имаме квалитетно време со семејството. Ден за престој во природа и размислување за нашиот Создател. Интересно, кога Исус бил на оваа земја, во сабота правил многу добри дела. Исус лечел, значи одел во места кај што имало болни луѓе. И овде вели, Исус ни оставил идеален пример во светкувањето на саботата. Тој ги лечел луѓето, им го враќал не само физичкото здравје, туку и духовното. Сеќавате оној во бањата 38 години лежел човекот. Исус доаѓа и му вели, сакаше да бидеш здрав. Сакам, Исусе, но нема кој да ме турне, да ме стави во водата. А тогаш се верувало дека кој прв ќе влезе во таа бања, ангел доаѓал ноќе, ја мател водата, ја мешал и кој прв ќе влезе ќе ја оздрави. Меѓутоа овој човек очигледно немало кој да го потурне за да влезе во самата вода. И затоа Исус му вели, сакаше да бидеш здрав. А тој вели, сакам, Исусе, но нема кој да ме потурне. Што му вели Исус? Кој ден бил тој ден? Кој бил тој ден? Во сабот Исус вели, земи си ја рогозината. Или ние би рекле, земи си го ќебето. Или што постелката своја. И тој ја замотал. Телото му станало младо, здрав, станал и заминал. Интересно, тој ќе го памети тој миг на излекување, кога бил излечен од Исуса, иако било сабота. Ден е ден на духовно лечење, на физичко оздравување, но секако најдобро е во тој ден кога ние имаме таа врска со Господа. И сега, дали е важно кој ден го празнуваме како шабат? Поштувани, многу е важно. Едно момче се оженило со една девојка, а таа имала 6 сестри. Таа била 7-та. И замислите, дошол денот на свадба. И знаете како обичајот, невестата горе се спрема во собата, тој доаѓа со колата и свире таму на свирката и ја чека младата да се симне горе од куќата. И отеднаш тој гледа, се симнува не неговата, туку сестри, една од сестрите на таа невеста. И доаѓа и му вели, зето, не зето, него мажо, ајде одиме. Ма чекај, ја не се оженив за тебе, ја чекам сестра ти. А таа вели, што ти е гајле? Ние сме сестри, 7 нас има. Било која. Не, вели, јас за било која не се оженив. Ја сакам сестра ти и спомнал по име. Почитувани, дали е важно кој ден го почитуваме? Или не е битно? Некој може понеделник, некој може среда, некој петок и така натаму. Многу е важно кој ден ние светкуваме како шабат. Како ова момче што рекло, врати се назад, нека дојде сестра ти. Јас се оженив за неа. Не за било кој од вас 7-те. И затоа многу е важно, почитувани, да го имаме вистинскиот ден. Еве што вели текстот. Ништо немој да додадеш,
на зборовите што ви ги заповедам, ниту пак да одземете од нив, за да ги сочувате заповедите на својот Господ Бог што ви ги заповедам. Имало моменти во историјата кога некој си додале на Божите заповеди или одзеле и направиле смут и луѓето ги збркале. И денеска велат некој, еве имам 10 заповеди, но не може да го најдете шабатот во тие заповеди. И затоа постојано ние велиме, читајте ја оригиналната Библија, читајте го најдобриот превод на Светото писмо, да видите изворно како тоа било запишено во минатото. Бидејќи повеќе треба на Бога да се покоравате, неголи на луѓето. Ние треба, почитувани Бога, да го почитуваме и да го прашаме, а не човек. Ти ја светкуваш саботата, јас ја светкувам неделата. Зарем е тоа важно? На крајот на краиштата, секој ден е еднаков добар. Денот е само ден и ништо друго. Нели? Некој така размислува. Меѓутоа, еве овој пример што го спомнав, да го запаметиме и да се сетиме кога некој ќе ни каже, не е важен денот. Не е важно кој од седмите сестри ќе дојде со мене. Не, многу е важно. Бидејќи тоа момче знае кој е одбрал сестра. И тој се оженил за едно од нив, не за сите. И затоа ние треба да го препознаеме вистинскиот шабат. Не било кој шабат, не лажниот, туку вистинскиот. Во градината рајска или во рајската градина, Бог кажал дека едно дрво е другачие од останатите. Што бил гревот, почитувани, кога сите дрвја биле исти или слични? Немало отров во тоа дрво што Ева каснала. Дали имало отров? Немало. Таа не умрела веднаш. Меѓутоа, во што се состоело почитувањето на тоа дрво, односно да не се јади плод? Ѓавот рекол, секој дрво е добро и бил во право. Сите дрва биле исти или слични. Но кога Бог нешто кажува, тој тоа го мисли така. Бог не рекол, изберете па вие одлучете сами. Бог рекол заповедно, од тоа дрво не дирајте, не гибајте, не јадете, зашто ќе умрете. Опасно е да се стави своето сваќање над јасниот Божи народ, почитувани. И затоа, еве, одиме при крај на ова наше вечерашно размислување. Дали денеска Божјата црква, Божиот народ, а тоа сме јас и ти, ќе го празнува денот на одморот, што е пропишан со 4-та заповед од Декалогот. Почитувани, еве го текстот. И се разневи змијата на жената и отиде да се бори со остатокот на семето нејзино, што ги држат заповедите Божи. Гледате, ѓаволот во последно време, а ова е последно време. Ние живееме пред Христовото враќање. Ѓаволот преку разни институции на овој свет, преку разни луѓе, ќе покуша да ги поремети тие наречени остаток, луѓе кои се издвоиле и живеат посебен начин на живење и на исхрана, да бидат свети пред Бога. Тие што ги почитуваат 10 Божи заповеди, вклучувајќи и 4-та оригинална, шабатот, и го имат сведоштвото на Исуса Христа. Против нив ѓаволот ќе се разлути. Нема тој да ги поштеди, но сепак не треба да се плашиме. Бог ќе биде со својот народ. Бог ќе ги штити и ќе ги чува. Оние кои се подготвени да го чекат Исуса да дојде, тоа се оние кои го сакаат Исуса повеќе од се, дури од себе си. И својата љубов ја покажуваат кон Бога, почитувајќи ги тие 10 заповеди, вклучувајќи ја и 4-та. И сосема на крај, почитувани, 3 факти што треба да ги знаеме. Прво, Бог ја создал саботата, сам се одморил во тој ден. 7-миот ден во седмицата, саботата е вистинскиот шабат. Саботата е важен, бидејќи го представува Бога како наш создател и откупител. Еден човек стоел на плоштадот како овде кај нас во градот. Имало многу луѓе, зел едно парче платно, тоа било црвено платно, почнал да го мафта, зел кибрит и го запалил. Луѓе поминувале, никој не му обраќал внимание. После извадил друго парче платно, тоа било со друга боја. Сино парче. Сино платно, го запалил
i niko ništa ne reagirao. Potom zel drugo parče platno, a to bilo crvena boja, odnosno belo, znači počelo su crveno, pa rekovme sino i na kraju zel belo platno. Go pokažal na prisutnite kako go pali, niko skoro ne obratio vнимание. I na kraju zel drugo parče platno, međutim, to bilo su 3 boji spojeno. Jedno su drugo. To bilo državното знаме на държавата, во која тоа живеело. И кога го запалил платното, почнали луѓето да се вртаат околу него и скоро го претепале до смрт. Дошла полиција, го казнале и го затвориле. Зошто го затвориле? Зошто го претепале луѓето? Тоа било државното знаме. Тој пред тоа повторно го запалил државното знаме, само со одвоени бои. Не разбирате во кој контекст зборам. Значи, први запалил, рековме, црвено, бело и сино. Но сега, кога тие парчиња се споени и кога тој ги пали, луѓето асоцираат на кој знаме? На нивното државно знаме. Според законот, ако направиш тоа во центарот на градот, ако те види полиција, ќе завршиш во затвор. Почитувани, кога тие парчиња ги составил така што формираат државно знаме, нивното символичко значење станува многу поголемо. Тоа знаме ја представува државата и тоа е кривично дело ако некој тоа го направи. Меѓутоа, да ве прашам, на кој начин, според вашето мислење, овој настан ја опишува важноста на 7-миот ден на одморот? Значи, првиот ден е прв ден, но кога седмицата ќе се спои од првиот до 7-миот, ние формираме седмица и на крајот таа седмица се одмараме, а тоа е шабат, благословен ден, посветен ден. Ако сакаш да бидеш благословен во семејство, на работа, во бизнис, одлучи се за шабат, да го следиш. Во шабатот, иако е ден од 24 часа како и понеделник, но тој е посебен ден, тој е издвоен, тој е посебен ден, посветен ден за Бога и за секој од нас. И затоа, почитувани, личното прашање број 1 вели, зошто мислите дека саботата е важна за Бога? Затоа што Бог се одмара. Тој секако создава, но на човекот му дал пример, како што таткото и мајката, или мајката на детето малечко му каже, сине, вака се штрика, вака се плети, или вака се мие, вака се чисти, му дава пример. Адам добил пример од својот создател, од таткото, од Бога. На кој начин во текот на седмицата можете да се подготвите за сабота? Значи, ние треба да размислуваме секако и во другите денови за Бога, да му се молиме секој ден, да читаме, да проучуваме, да се изградуваме, но во петок попладе ние се подготвуваме да го дочекаме шабат, да ги дочекаме тие свети часови, свети благослови, што Господ сака да ти ги даде тебе и на сите нас. На кој начин можете да постигнете да саботата ви биде пријатна, наместо да се состои од забрани и дозволи. Рековме, саботата не е ден на забрани, тоа не е ден кај што ќе ни биде тешко да бидеме тмурни, да бидеме расположени по стрес. Тоа е ден на радост, ден на заедништво, ден на молитва, ден кога ќе се сретнеме со нашиот татко, со нашиот спасител Исус Христос. И затоа, почитувани, Господ ни помогне да навистина овој шабат што Бог ни го открил, да можеме да го прифатиме, да го пренесеме во нашиот секојдневен живот, во нашите семејства. И на крајот прашање, дали сакате да одмарате во Божјата создателска сила и да се зајакнете во своето заедништво со Него, така што редовно ќе го светкувате денот за одмор, библиската сабота. Значи, саботата почнува од зајди сонце петок до сабота зајди сонце. Тоа е ден за Бога, но ден за тебе и за мене. Ден за заедништво. Господ нека не благослови, нека ни помогне во тоа да се одлучиме да живееме според оној ден што Господ го посветил, а тоа е шабат или сабота. Амин.